Прво информативно издание во 12:30 на Канал Плюс. Добар ден. Еве дел од настаните. Министерството за здравство набави 3000 вакцини против бактеријата стрептокока. Вакцината не е задолжителна, а сите заинтересирани родители кои сакаат да ги вакцинираат своите деца, вакцината можат да ја добијат бесплатно. Вчера во Кочани, градоначалникот Радко Димитровски организираше прием на ученици со награди од државни натпревари. Настанот е дел од програмата за одбележување на празникот на општината Петровден. Конечно ќе се реши проблемот со патот кон планината Голак. Министерството за транспорт и врски објави дека до крајот на оваа година ќе се започне целосната реконструкција на патот Делчево-Голак во должина од 11 километри. Министерството за здравство набави 3000 вакцини против бактеријата стрептокока. Вакцината не е задолжителна, а сите заинтересирани родители кои сакаат да ги вакцинираат своите деца, вакцината може да ја добијат бесплатно. 3000 вакцини против бактеријата стрептокока набави Министерството за здравство. Станува збор за вакцина која е наменета за деца од 6 недели до 5 години. Не е задолжителна, но родителите кои ќе сакат да ги вакцинираат своите деца, можат оваа вакцина да ја добијат бесплатно. Оваа вакцина штити од заболувања предизвикани од бактеријата стрептокока, како што се пневмонија или воспаление на белите дробови, отитис или воспаление на ухото, бронхитис, потешки форми како што се сепса, менингитис, артритис и други, посебно кај деца со намален имунитет. Сите заинтересирани родители може да се пријават во најблискиот центар за имунизација, а ќе бидат повикани за 10 дена. До сега оваа вакцина ја примиле десетина деца. Според досегашното искуство, поголем дел од родителите ја бараат оваа вакцинација, односно заштита на децата од оваа бактерија која релативно често предизвикува заболување кај децата. За илустрација, податоците покажуваат дека поголем број деца, нешто над 2000 деца годишно во Република Македонија, добиваат бактериска пневмонија. Значи, една од овие форми кои што ги споменав, каде во 90% од причините причинител е стрептококус пневмонија. Најризичните групи за ова заболување се малите деца, посебно децата со намален имунитет, деца кои престојуваат во градинки, колективи и така натаму, но и лица со хронични заболувања. Според податоците на педијатрите, заболувањата причинети од бактеријата стрептокока се третираат со долготрајна антибиотска терапија. Децата често завршуваат и на болничко лекување. Инфекцијата може да се повтори и ако не се третира навремено, може да предизвика компликации во здравјето на детето. Набавката на овие 3000 вакцини чини околу 11 милиони динари, а доколку интересот е голем, Тодоров најави дека ќе бидат набавени дополнителни дози. Вчера вечер во православниот храм Успение на Пресвета Богородица во Новосело се одржа промоција на книгата Автографи на македонските книжевници во 15-тиот и 16-тиот век од авторот Милена Ристова Михајловска. Се надевам дека сите кои што беа присутни успеа да го доловат она што сакавме да го презентираме на јавност, покрај тоа што книгата е наменета за една потесна јавност. Се потрудивме да ги доближиме овие текстови до сите кои што присуствуваа на промоцијата. Промотор на промоцијата беше професор доктор Илија Велев, кој има навистина богато искуство во медиевистиката и во средновековната книжевност. Сите негови совети и насоки нормално ќе ги применувам понатаму со цел да можам посоодветно да истражувам во областа на оваа средновековна книжевност. Вечерва на моје драго задоволство настапи хорот од Лесновскиот манастир. Огромна благодарност до неговото високопреосвештенство владиката Иларион за комплетната поддршка, до градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев, до Министерството за култура што ја го поддржа овој проект и секако библиотеката во Штип, националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев заедно со директорката. Исто така на моје големо задоволство овие автографи или средновековните текстови ги интерпретираше, ги читаше нашиот голем актер Раде Рогожаров, кој секако со својот огромен талент и искуство успеа, како што реков на самиот почеток, да ги доближи текстовите до сите присутни во салата.
Вчера во Кочани градоначалникот Радко Димитровски организираше прием на ученици со награди од државни надпревари. Настанот е дел од програмата за одбележување на празникот на општината Петровден. Празничната програма продолжува денес со Влашки етнофестивал, кој започна во 11 часот на Пониква, Баскер фест и Петровденски концерт во паркот на Револуцијата. Улицата на љубовта на струмичанецот Ване Кустуранов од синоќа на увид и на Виничани. Во организација на Музеот Теракота од синоќа отворена изложба на истоимениот наслов Улица Љубов. Стихови поезија од личниот опус на младата поетеса Слагјана Танасова во пијано придружба на Александар Манев, како увертира во отварањето на изложбата на Ване Костуранов. Комбинација од три уметнички креации во чиј фокус беа живописните разиграни слики на младиот струмичанец Костуранов. Куќите како живеалишта на нашите мисли, емоции, луѓето кои ги сакаме. Некои од куќите се влюбени една во друга, некои му се воодушевуваат на зајди сонцето, а некои пак му се радуваат на првиот снег. Навидум едноставни, но оригинални во своите пораки сликите од циклусот насловен Улица Љубов. Улица Љубов почна да се формира самото улица кукичка по кукичка некаде пред година и пол дена. И тоа е еден вид спој на предходните мои циклуси што ги имав, наречени куки и небо во лицата. Така да се случи еден спој меѓу лицата и куките и на некој начин еве сега куките наликуваат повеќе на личности отколку само на неки градби. Инспирацијата е секаде околу нас. Ние го сликаме и го сведочиме времето во кое живееме, така да тоа е некако еден вид одраз на тоа како јас го доживувам тоа околу мене. Ване е самоук сликар кој не робувал на академските пранги. Има собствен изграден израз што е реткост и неговите дела се неповторливи. Јас сум самоук сликар, самоук сум во се што работам, како сликарство, така и дизајнот. Така да се обидувам да се надоградувам самиот себе си од тоа што сум јас. Покрај сликањето работи како графички дизајнер, меѓу другото автор е и на плакатот за филмот Соба со пијано, а има правено дизајни за повеќе фестивали и театарски представи. Зад себе има 11 самостојни и повеќе групни изложби. Инаку синоќешната изложба во Виница беше отворена во присуство на повеќе пратеници од македонскиот парламент, предводени од Антонио Милошовски. Спектакуларната манифестација, единствена во земјава која ја негува музиката од дувачките инструменти, во Пехчево започна вчера во 19 часот со дефиле на мажоретките од Благоевград и дувачкиот оркестар од Сандански Република Бугарија, а ќе продолжи наредните 3 вечери кои ќе бидат исполнети со многу музика и забава до доцна во ноќта. На сцената поставена на градскиот плоштад во Пехчево ќе се надпреваруваат 4 дувачки оркестри од Македонија кои ќе се борат да ја освојат златната труба и да обезбедат учество на најпознатиот балкански фестивал на трубите Гуча 2015. Конечно ќе се реши проблемот со патот кон планината Голак. Министерството за транспорт и врски објави дека до крајот на оваа година ќе започне целосната реконструкција на патот Делчево-Голак во должина од 11 километри, кој моментално е во многу лоша состојба. Со ова се очекува повторно да заживее летниот и предсезимскиот туризам на Голак. Конечно годинава ќе се реши горливиот патен проблем на делчевчани кон планината Голак. Имено со најавата на Министерството за транспорт и врски 11 километри пат од Делчево до Голак се во фаза на подготовка за отпочнување со рехабилитација. Ако во 2013 година патот кон планината Голак добија асфалт само 1200 метри, и тоа од предградските гробни површини до манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, годинава Министерството најави нов асфалт и до планината Голак. По најавата за рехабилитација на оваа патна мрежа и делчевчани со позитивен став што повторно ќе заживее туризмот и ќе блесне оваа планинска убавица. Убаво, нека се реновира се што се прави, се е убаво.
да се направи патот и би отшли. Имаме много убава планина. Най-убава Македония. Пата е най-отлична работа и може да се завърши. Ще биде посетена и ще има много туристи. Порно сека си направим пато за сите, за колите. Та си е наша планина горе, убава си. Природа убава е. Планината е много позната е у Македония. Само има работи, които трябва да се направят. И пътните мрежи, има и други недостатъци, които трябва да се направят. Иначе местото е много хубаво. Па добро е, що да ви кажа. Убава работа, нека се реновира. Мисля, хубаво е некои. Няма младите ки одат на излети. И вие по-старите ки на Па добро, сега некои пати ние ги одиме. Сега со овие услови, со немањето на добра патна инфраструктура, планината Голак е посетена само од делчевчани и планинарски друштва, но со реконструкцијата на патот се очекува оваа планина да го развие и летниот и зимскиот туризам. Со реконструкцијата на овој пат им се овозможува и на граѓаните и на приватните инвеститори кои веќе имаат купено парцели на планината Голак да започнат со изградба на своите објекти, а со тоа повторно да заживее и туризмот во Голак. Илјадници британски туристи се евакуирани од Тунис, откако Министерството за надворешни работи на Велика Британија испрати совети за патници и предупреди дека е многу веројатно да биде извршен нов терористички напад во оваа северноафриканска држава. Министерството за надворешни работи се заснова на информациите дека уште најмалку двајца милитанти поврзани со терористичкиот напад се уште се на слобода и би можело да направат обид за повторен напад. Грција не побарала помош од Русија за решавање на должничкиот проблем, изјави рускиот председател Владимир Путин. Путин запраша каде била Европската комисија кога се трупале проблемите на Грција и зошто не ја коригирала економската политика на претходната грчка влада. Русија има можност да им помогне на партнерите, независно од економските потешкоти, истакна рускиот председател. Повеќе од 90 странски делегации, меѓу кои поранешниот американски председател Бил Клинтон, поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт и премиерот на Турција Ахмет Давутоглу, ќе присуствуваат денеска на одбележување на 20 години од злосторствата во Сребреница. Со денешната комеморација во меморијалниот центар во Поточари ќе бидат одбележени 20 години од масовните убиства во Сребреница. Најдобриот светски тенисер и носител број 1 на Вимблдон Новак Џоковиќ успеа да се пласира во своето четврто финале на Вимблдон. Тој вчера во полуфиналето го победи Ришар Гаски со 30:0 во сетови. Седумкратниот шампион на Вимблдон пак Роџер Федерер се избори за своето 10-то финале на овој Гранд Слем турнир, откако вчера со 30:0 во сетови во полуфиналето го победи Енди Мареј. Со овој успех Федерер ја продолжи традицијата и нема порос во полуфинален меч на Вимблдон. Неделното финале против Новак Џоковиќ ќе биде нивен 40-ти меч. Ќе биде реприза на ланското финале. Денес пак на Вимблдон се игра финалето во женска конкуренција помеѓу Серена Вилијамс и Гарбине Мугуруза. Ви благодарам на вниманието. Бидете со нас и во првиот дневник во 16:30 со повеќе информации од денешниот ден. Пријатно попладне.